добро вечер, почитувани гледачи, добредојавте во понеделничкото наше Скопје, заедно со градоначелничката на градот Скопје Данела Арсовска. По една недела пауза, еден понеделник пауза, ама има зашто, има добра причина зошто паузиравме. Најпрво би сакал да ја почнеме емисијата и да ги испочитуваме уште еднаш пожарникарите. Нивниот ден беше, како беше, 27 или 22 мај, како 21 мај. Имаме едно промо видео кое што би сакал да го пуштиме на почеток на емисијата, да го изгледаме уште еднаш и потоа да продолжиме со емисијата. Ако се согласувате со мене. Се согласувам. Океј. Може да оди видеото. Од моментот кога го правиме првиот чекор, ни велат да внимаваме, да бегаме од неволја, да стоиме настрана од работите кои може да не повредат. Многумина го земаат ова здраво за готово. Но, ние никогаш не сме биле многу послушни. Кога ќе ги чуеме извиците на очај, на оние кои се борат за својот живот, ние сме тие кои одговараат на повикот на должноста. Ние сме тие кои што се секогаш спремни. Ние штитиме, ние спасуваме, затоа што вашите животи зависат од нас. Нема враќање назад, нема повлекување. Кога секоја коска од твоето тело ти вели застани, кога светлата и сирените стивнуваат, ние сме на должност. Се движиме кон урнатините, кон огнот. Ние сме очи во очи со смртта. И смртта ја гледаме во очи. Повторно и повторно и повторно. И ќе бидеме на места каде никој не сака да биде. Тоа е нашиот животен повик. Тоа е нашата обврска кон вас. Како што расте стравот, се подига чадот и огнот. Шансата да им се спротивставиме е нашата гордост. Го правиме ова за да ги заштитиме нашите фамилии и нашата заедница. Ние сме тука кога сме ви најпотребни да ви го покажеме патот. Секојдневно го победуваме инстинктот, бидејќи да не се вратиш назад, некогаш не е доволно. Понекогаш мора да се соочиш и да продолжиш напред кон твојот најлош кошмар. И тоа беше видеото, промотивното видео за скопските пожарникари и за сите пожарникари генерално. Мислам дека премалку се даваше до сега значење на пожарникарите, на луѓето кои што кога најмалку мислиме дека ни требаат, ќе ни потребаат и додека не ни затребаат, луѓето ги забораваат. Ама сега да ја поврзам оваа тема со вашето оправдано отсуство минатата недела, бевте на имавте меѓународна активност и обезбедивте опрема за пожарникарите. Што точно, каде бевте и каква опрема се обезбеди? Прво би сакала да истакнеме повторно големата благодарност кон Скопската противпожарна бригада. Тие несебично се жртвуваат секогаш кога е тоа потребно. Тоа го докажа, го покажа и денеска кога во еден од поголемите пожари кои што се има случајно во изминатите неколку недели беа присутни на терен и помагаа како бригада во пожарот кој што се случи денеска во Титово.
и верувам дека граѓаните можеби и не се свесни колку се потребни, затоа што тие секојдневно излегуваат на терен, секојдневно спасуваат и човечки животи, меѓутоа и ги штитат добрата кој што... Но не само граѓаните, до сега беше пракса властите да ги забораваат пожарникарите, тие кои што се одговорни за нив. Сега ова е прв пат после мислам 4-5 години да се направи нешто за пожарникарите, склучивте колективен договор, им зголемивте платата, позадоволни се пожарникарите во своето работење, еве, обезбедувате опрема, ама не како што некој друг обезбедуваше по баснословни суми, пола, нели, да не алудирам сега што праја. Околу тоа сега да поразговараме. Граѓаните во суштина треба да немаат, да не се секираат дали има или нема пожарникари, ама кога им затребаат, треба да бидат туку и да бидат спремни. Да, апсолутно, и нашата противпожарна бригада можам да кажам дека е гордоста на градот Скопје. Тие навистина, доколку имавте можност, верувам дека има можност луѓето да ги видат на дело во изминатите неколку месеци. Имавме големи пожари, особено имајќи во предвид дека и само во изминатата недела која што пред заминувањето на пат имаше два поголеми пожари, дури во едно деноноќе кога тие интервенира. Претходно беше оној навистина голем пожар кај пораничната фабрика Треска, каде што дури 55 пожарникари од Скопската противпожарна бригада беа вклучени. И она кое што можеме да го видиме е дека тие својата работа навистина професионално, одлучно, храбро ја вршат. Верувам дека секој од граѓаните кои што живеат во Скопје мирно спија знаејќи дека тие се тука и дека секогаш кога тоа ќе затреба ќе бидат на терен да се погрижат да нема нити жртви, нити човечки, нити па да има материјални штети, или барем да ги минимизираат колку што е тоа возможно, имајќи во предвид каков вид и обем е пожарот со кој што се соочени. Меѓутоа, да, се грижиме да го добијат не тоа што го бараат, туку тоа што го заслужуваат. И сме го разговарале тоа со нив повеќе пати. За прв пат до сега тие не беа вклучени во колективен договор, за нив имаше направено еден правилник во кој што практично имаше квази решение за нивното регулирање. Сега токму пред Нова година, значи во првите 80 на дена од мандатот, успеавме да склучиме нов колективен договор во кој што тие се вклучени. Регулирано им е не само начинот на кој што се исплатува платата, туку и она кој што е вклучено за ноќните часови кога тие се на работа, за она прековремено кое што го прават, кое што го работат и во секој случај нели нормално мора да бидат на секој еден начин колку што е тоа возможно покриени за работата која што ја прават и за она што се жртвуваат секој ден. Противпожарната бригада ја најдовме навистина во лоша состојба. Она таму кое што го има на терен, верувам дека граѓаните успеа тоа да го видат и со оние пожари кои што беа актуелни минатото лето, видоа дека не е само тоа случај со Скопската противпожарна бригада, воопшто низ Македонија има толку многу големи проблеми, значи се соочуваме со некој просек од над 35 години старост на возилата со кои што тие располагаат. И што е најстрашно, јас морам да дополнам, има Скопската бригада, има возила кои што се нови, модерни, кои што може да завршат многу работа, ама кои што до сега беа блокирани и заглавени во еден, како да кажам, еден лавиринт, се држаа во сервис кој што бил овластен од претходното раководство, сервисот не сакаше да ги врати назад возилата, па моравте со полициска асистенција да ургирате да се земат возилата. Мислам, полека се разрешуваат сите предизвици. Значи сето она кое што сме го затекнале како проблем или како предизвик, полека се разрешува. Значи не е тука само проблемот со оние возила кои што тие ги имаат. И оние кои што ги имаат се навистина со старост, како што ви напоменав. Значи мислам дека најновите возила просек, затоа што се тие поделени по вид на возила. Значи, по вид на возила, најниската граница е, мислам, 18 или 20 години, а највисоката е 48 години. Просечна старост, што значи дека тоа е, навистина, тие се веќе експонати. Музејски експонати. Значи, тоа со кое што нашата противпожарна бригада работи, навистина е прво за почет, на кој начин успеваат да излезат на крај со сето оно што го прават и да се справат низ градот, имајќи во предвид со што располагаат како опрема. И тоа не е проблем од сега, значи тоа требало и имало време да се реши и затоа сметам дека
Сега е времето сето она кое што било оставено до сега да не се дозволи веќе да се случува. Тие луѓе навистина заслужуваат, не зборам тука само за противпожарни возила, туку и за лична опрема, за лична заштита кога ќе излезат на терен. Треба да знаат сите дека не се само оние тие кои што ќе ве спасат доколку имате вие таква потреба, туку и дека самите пожарникари нема да бидат во опасност со тоа што влетуваат во оген и се обидуваат да го спасат вашиот живот. И тоа ни беше една од најголемите грижи, доколку имаше можност јавноста да види на последниот пожар кој што го имавме во градот Скопје токму пред неполна недела. Имавме еден од пожарникарите кој што од вдишен-чад беше хоспитализиран и за наша среќа значи помена значи со не мислам со полесна слика, така да не беше тоа нешто страшно, меѓутоа не смееме да си дозволиме да ги оставиме во таков ризик во ниту еден случај. Па да се надеваме нема дај Боже ништо да не му биде. Значи тоа е Значи има многу проблеми, значи сега работиме. Знаете зашто го зборувам, од кој аспект го зборувам ова? Денеска имаше еден обид да ве нападнат, као да се очекува сега еве 4 години се работело на дезинтегрирање на противпожарната единица од овие причини кои што сега ги кажавте. Некој е оставил противпожарната единица и без возила, и без опрема, и без гориво, и без и ред други работи, нерегулиран статус, без колективен договор. И сега одеднаш договорот за снабдување со гориво на противпожарната единица во Скопје се проблематизира и се става на товар на градот Скопје и на градоначалничката Арсовска, а е исклучен од претходното раководство. И се вади од контекст да противпожарната бригада остана без гориво. Не е тоа. Тоа е исто како она лага што ја извади манипулација во јавноста дека градот Скопје остана без принтери. Значи прво да излезете и да држите пресконференција дека зборуваме за партија на власт, да излезе на телевизија и да држи пресконференција за принтери. Во сред економска криза. Тоа само ви кажува докаде е стигнато оние кои што излегуваат на такви пресконференции. Меѓутоа, што е пострашно? Пострашно е што е невистина. Да. Значи градот Скопје не беше без принтери, градот Скопје има своји принтери кои што се континуирано во употреба. Тој договор што го имало претходно за принтери, нормално е кога ќе заврши, луѓето на кои што им завршил да дојдат да си ги подигнат принтерите, мислам, не знам што е толку чудно да дојдат. Чисто сакам да илустрирам за гледачите како изгледа тој договор. Опремата принтерите кои што биле поставени во градот Скопје чинат вкупно, од прилика да речеме, чинат околу 10 на 12.000 евра за да се купат. Договорите кои што до сега биле склучени се 90.000 евра за рентање на принтери од 10.000 евра. Некој деветократно заработил на овој бизнис. И сега не се прави анализа зашто се претходно не се купили за 10.000 евра принтери, за да не се става трошок градот. Не, извинете, Александар, не е тука проблемот зашто не се купиле. Градот Скопје има принтери. Не, ама вие се дополнителни ставени. Градот не е без принтери. Тие се принтери кои што се користат за дел за големи формати, дел кои што се користат за екстремно големи количини на печатање и така натаму, значи не е тоа нешто кое што е тема на разговор, за да вие проблематизирате или тема правите од принтери и зошто некој на кој што му завршил договорот дошол да си ги подигне, значи тоа е нормално како и при секоја една друга работа, не знам, има луѓе кои што даваат во закуп ствари движни и недвижни, кога ќе заврши закупот, нормално е да дојдат да си ги подигнат. Сега ако одиме на седап фотографираме и да го прикажуваме во јавноста, леле дојдоа да си ги земат принтериве. Мислам, тоа е, можам да кажам дека не е веќе ни манипулација, тоа е замајување на јавноста од навистина главните теми за кои што треба да разговараме. Јавноста треба да биде замајано од тоа дали колку ќе поскапат прехранбените артикли, треба да биде замајано од тоа колку ќе поскапи струјата. Треба да не размислува на што е она што ни следи утре кога ќе ова економска криза во која што сме сега во овој момент ќе се продлабочи до таму докаде што ние нема да знаеме што да правиме. И што е начинот? Начинот е да збориме за принтери, да збориме за теми кои што практично се не постојат. Јас ја спомнав противпожарната бригада и лажната вест која што беше објавена дека противпожарната бригада немала гориво. Сакам да се оградам од такви, значи јас како новинар морам да се оградам од такви колеги кои што шират такви лаги. Мислам, тоа е фейк њуз да се става и да се крева таква паника меѓу граѓаните
Тоа е паника, тоа е создавање Не, на општа тоа- паника. тоа ги оштетува и градот зна- и граѓаните. Знаете вие како звучи граѓанин да слушне дека противпожарната бригада не може да стигне затоа што немала наводно гориво, Александр, да му го изеси одмah. треба пошироката јавност, граѓаните треба да знаат дека последниот период најверојатно вакви вести ќе има многу. Меѓутоа се што доаѓа од таа кујна дека е измислено. И тука ја завршуваме темата. Едноставно е. Денеска излегуваат со вест дека противпожарната бригада ради нечија неспособност е оставена без гориво, нема гориво, не може да работат, не знам што. Прво, ние се уште во овој момент имаме активен договор за гориво кој што е бил вклучен од претходно. Да би било нелегално сега да склучувате друг договор иако имате затоа што веќе имате активен. Не само тоа, активен е тој и е пред истек. Едновремено, значи, пуштено нов договор и во ниту една секунда нема градот да остане без да биде снабден со гориво. Значи, едноставно, работите си се тераат на оној начин на кој што треба. Прашањето е повеќе зошто никогаш никој за ништо не се интересирал од овие теми па до тоа сега да сега. го кажам. Зошто никогаш до сега во изминатите 4 години никој не прашал, извинете, која е староста на возилата со кои што располага противпожарната бригада во Скопје? Дали оние 200 пожарникари кои што се во противпожарната бригада во Скопје имаат опрема, ниту еден човек не прашал во овие изминати 4 години како да ја влегуваат во оган со несоодветна опрема или со опрема која што, да речеме, не одговара нити на бројноста на пожарникарите колку што ги имаме во овој момент, нити на она со која што тие треба да излезат и да одговорат за граѓаните да бидат сигурни. Ниту еден не праша. Ама ниту еден не праша зошто се купува, зошто се плаќа противпожарна скала 1.700.000 евра, кога истата скала чини 800.000 евра во... Некој да прашал немало одговор, нели? Нели? И да, ние сме прашали, Некој не сме добили одговор. Ама тогаш дали велевте дека се крие градоначалникот Шилегов и дека не е достапен за јавноста и дека избегнува? Значи многу е едноставно кога имате целата власт позади себе, централна, локална, се имате позади вас. Имате бројни луѓе во медиумите, имате луѓе кои што работат активно на тоа од партиските штабови да ве бранат, да ве одбранат, да кажат збор во ваша заштита затоа што имаат некаков интерес Да, во тоа. апсолутно, дека Значи има- сега вие ќе видите ниту едно од овие прашања не биле поставени наназад 4 години. И да би биле од некого поставени, тоа би било лицето кое што би имало кредибилитет сега да праша нешто. Ние токму сега тоа. во овој момент зборуваме за некој кој што, замислете, ние имаме активен договор до 5 јуни. Активен е, а денеска излегува СДСМ и велат градот Скопје нема договор, го остави, ја оставил пожарната без горива. Значи ние активен договор имаме се уште до 5 јуни, а новиот веќе е склучен. Значи од 5 јуни па натаму продолжува нов договор. И значи јас не знам што треба да се направи за некој да престане да пласира. Па не, мене ми се чини како на Петре Шилегов да му е многу криво што изгуби и уште не може да го преболи тоа и постојано ја води таа една кампања со навреди и со лаги на социјални мрежи и на него оние кои што му беа поддршка, медиумска поддршка додека тој беше власт во градот Скопје се уште одат по, како да кажам, по неговите насоги, кои што очигледно не мора ни да им се јави да им ги даде, туку тие се ги читаат што ќе напише тој на Facebook и тераат по тие насоки. Мислам околу професионалност и новинарство, тука мислам дека треба да стане јасно каде е Македонија, каде сме ние. За професионалност треба прво аргументите да се проверуваат. Значи треба да се провери дали, до кога и како постои таков договор или ако ништо друго, барем да се упати прашање и да се праша. Затоа што навистина, овие се јавно достапни податоци. Било кој граѓанин, не само новинарите, да ги отвори системот на јавни набавки, ќе може да го најдат тој договор кој што е склучен од претходниот градоначалник и да видат токму до кога тој договор за горива е актуелен. А едновремено исто така може да проверат и дека имало претходен сега склучен нов договор кој што продолжува од оној момент кога овој кој што завршува сега на 5, дека ќе може понатаму да се продолжи да се набавува. И мислам тие се лесно проверливи факти. Тоа е нешто кое што па дури да прашате, ете има кој да одговори и да каже без да се ствара прво фама, а понатаму без да се предизвикува кај граѓаните да живеат или да имаат некаква недоумица за тоа дали и како ќе може да одговорат пожарникарите на нивните барања. И навистина сметам дека е несериозно
некоректно е. Видовме дека денеска ете повторно излезе владачката партија со соопштение да алудира на нечија неспособност. Јас само ќе кажам, неспособен е оној кој што 4 години не успеал ништо да направи, освен да фрли 2 милиони во скала, која што инаку чини. Еве сега се вративме од Конја. Таму, Општина значи Конја таа во чини Турција, да. општина Конја во Турција, таму имаат набавено подобра, поквалитетна, полуксузна и поопремена скала од онаја која што имаме ние за 800.000 евра. Ама истата скала, истата по спецификација, истата скала. Сега да не навлегуваме Конја каква набава. Истата скала, марка, модел, компанија што ја гради, што ја има направено, што има истата скала, ја има во Хрватска, истата скала чини 1 милион евра помалку. Добро, меѓутоа тоа не е тема, гледате, за граѓаните. Тоа не е тема нити Тоа за... не е тема ниту за институциите. Не е тема, А треба да биде тема. Затоа што 1 милион евра треба да видиме каде завршиле. Милион евра завршиле во нечии џебови. Имаше една ступидна изјава тогаш кога се работеше таа тема, сега ќе ми дозволите јас вака ќе ви узурпирам од времето, една ступидно објаснување дека скалата во Хрватска имала за 2 литри послаба пумпа. 2 литри 1 милион евра. Мислам, Знаете како, кај граѓаните не навлегуваат толку многу во технички спецификации. Значи, многу ретко ќе видите некој да е толку многу заинтересиран за одредена работа, за да навлезат во технички спецификации, па да се интересираат дали таа скала била ваква или таква. Конкретно ние сега од патувањето од кое што се вративме, подобра, поквалитетна, понапредна технологија, значи помодерна скала, ја имаат набавено за 800.000 евра. А вие велите дека оваа која што е подеднакво иста како оваа која што имате, кошта 700.000 евра. Значи, не знам што треба да се направи за да се разјаснат овие работи, меѓутоа сето она кое што јас можам да го видам е дека јавноста само се замајува и се отргнува да не разговара и да не размислува на оние теми кои што сега во овој момент се навистина критични. Затоа што во овој момент она кое што им се пласира за принтери и за непостоечка криза за горива е нешто кое што стварно е за да се зачуди човек зошто владачката партија би излегувала на посебни пресконференции и да пушта соопштенија токму за оваа тема. Околу Турција, споменавте Турција дека бевте во меѓународна посета, имавте меѓународна активност, бевте во посета на општина Конја, таму подпишавте повеќе меморандуми за соработка и слично, ама обезбедивте едно противпожарно возило. И сега Да, кое што не чини 2 милиони евра. Кој што не чини 2 милиони евра, да. Значи, Колку чини возило? Ова возило е практично донација од градот Конја, односно од градоначалникот, кој што како еден гест на добра волја за пријателството кое што двата града го имаат и на тоа што остваривме навистина една билатерална посета таму со бројни институции, имавме можност да се запознаеме со видни личности кои што навистина го почитуваат и градот Скопје и беа исто така изненадени затоа што градот Скопје кој што навистина високо го ценат и е навистина место кое што сметаат дека има една убавина која што јас верувам дека низ Балканот сите ја знаат и говорат за истата. Бевме навистина добро пречекани. Ни укажа навистина Имаме и фотографии, може да дадат фотографиите во прилог, да? Тоа се фотографиите со градоначалникот на Конја. Подпишавме еден меморандум практично за разбирање со кој што дискутираме за тоа да се продлабочи соработката која што имаме и да се продолжи понатаму со на која што можеме да го направиме во делот на интензивирање на соработката и тоа не само на економски, на културен, на образовен план и во сите оние места и сектори каде што сметаме дека можеме да делуваме заеднички и да ги подобриме релациите пријателски кои што ги имаме до сега. И така да верувам дека граѓаните ќе бидат задоволни од она кое што следи, особено имајќи во предвид дека пријателска Турција, особено градот Конја, ја истакна својата добра волја, еден навистина фасинантен гест на да истакнат благодарноста за нашата посета таму. Таму имавте и средба што не со укажа почета и ни практично ни донираат едно возило
од градот Конја за градот Скопје и верувам дека нивната помош не само што е добре дојдена, туку и дека нема да се застане тука, тие ќе придонесат многу за нашите пријателски билатерални односи. Околу градот, околу вашата посета на Турција, имавте посети на фабрика за автобуси. И сега тоа е нели тема која што душегрижниците сакаат да кажат дека е главно ветување кое што наводно не сте го исполнили, иако веќе има бесплатен превоз за двете најголеми групи на граѓани кои што користат бесплатен автобуски превоз, но да не се занимаваме само со лагите негативности. манипулациите. Секој еден граѓанин кој што ја има земено програмата за модерно Скопје, ја има прочитано или пак барем ја има разгледано, во и самата може да прочита дека бесплатниот јавен превоз ќе се воведува етапно на фази. Има причини зашто е тоа така. Прво, затоа што во овој момент ние не располагаме со доволно возила, нити пак со доволно добро опремени возила за да можеме да се реализира бесплатниот превоз веднаш. Отпочнавме во фази како што ветивме, едната фаза е она нели да се воведе бесплатниот превоз за сите оние категории на граѓани за кои што претходно беше укината, меѓутоа во втората фаза исто така да се прилагоди инфраструктурата, затоа што за да донесете вие модерни возила без разлика дали тие ќе бидат од еко типот на електрични возила или пак на овие кои што ќе бидат хибридни и ќе работат на СНГ газ, важното е дека ние мора да подготвиме инфраструктурата за тоа. И во секој еден случај сите знаат дека набавка на автобуси не се прави за еден ден. А вие не можете да воведете нешто без да бидете во целост сигурни дека ќе можете услугата која што треба да пристигне кај граѓаните да биде токму онака како што е ветено. Таа треба да биде брза, ефикасна, ефективна, сигурна, безбедна, да стигне секаде во секое едно населено место, да биде токму онака како што треба за да можеме да се пофалиме дека имаме модерен град. И тоа никој никогаш не кажал дека ќе се направи за еден ден. Мислам, имајте во предвид дека претходно сме имале луѓе кои што за 4 години имале во сообраќај пуштено само 140 на возила. Од 280 со колку што сега во овој момент се обраќаат, тие работеле само со 140. И никогаш тоа тема во јавноста не било. А сега од ненадеж секој ден е тема во јавноста. Не бил добар јавниот превоз ни претходно. Не, било тема и претходно, само што можеби вие не сте ги следеле во тој период, вие бевте имавте вака подоста ангажман во оваа мера во која што е сега, значи да се манипулира со јавноста, да им се пласира некоја вест дека може за еден ден да се направи нешто кое што сите сме свесни дека не може. И ти за депониите беше фама, па одеднаш 5 месеци веќе не е градот Скопје во најзагадените градови нити во Европа, нити во светот, ако не сте забележали. И треба да се работи. Тие се системски мерки, ништо не може преку ноќ да се направи. Мора да се трудиме да ги елиминираме работите едно по едно. Претходната гарнитура во Скопје имаше таа среќа да има некој кој што помалку работи од него. Тоа беше во тој момент владата, не работеше на подобрување на животот на граѓаните, туку работеше на подобрување на своите лични финансии и се занимавав медиумите, повеќе ги занимава со тоа, па градот Скопје и градоначалникот тогаш имаше малку поодврзани раце да не биде под константна лупа на јавноста. Сега вие сте, како да кажам, нели, она што се нарекува трн во око и тоа е тоа. Претпоставувам дека секој работи... Знаете како, јас верувам дека да имаат временска машина, ќе го вратат времето 5 години назад и многу работи поинаку ќе направат, меѓутоа за жал тоа сега не е возможно. И можат да прават Facebook статуси да се занимаваат со она кое што се случува сега во градот. Глупаво е ние да читаме од медиуми кои што велат дека не сте ги повикале на настанот на 21 мај, денот на одбележување на пожарникарите. Тие наводно не биле повикани. Иако имаше покана, ние добивме покана од организаторот. Не добивме од град Скопје, од организаторот на настанот. Добро, знаете како, не, можеби, сега не велам не, од човечки аспект, ете и да не била таа грешка, јас не сакам никого ниту да казнувам, ниту пак да зборам негативно за тоа дали се случил или не се случил некаков пех. И човечки е да се сгреши. Ете и моја да е грешката, и јас да сум ја направила, не сум ја направила, меѓутоа и да сум ја направила, човечки е да се сгреши. Зарем треба толку многу да се критикува, зарем треба толку многу да се напаѓа за нешто кое што никогаш не било тема, нити пак сметам дека има толкава сериозност
да се најавува или пак да се Па пласира во веројатно кога јавност. нема зашто друго ќе збориме за тоа, а во исто време истите тие медиуми никој од нив не кажа, иако треба нели по некоја линија на колегијалност, да ја отвора темата зошто владата не акредитира опозицијски медиуми. Ние ден денес не сме акредитирани во владата, иако сме акредитирани ке председател во собрание секаде во сите институции, освен за пресови на владата. Ние втора година не акредитира владата на Република Македонија за да можеме да ги поставиме прашањата кои што опозицијски настроената јавност, на која што и тие им се нели граѓани и им ги плаќаат даноците и нивните плати, сакаат да ги слушнат одговорите на добро, нивните ете, прашања. гледате, не е тема дека владата не бега од јавноста. Темата се креира од оние кои што имаат не е моќ. излезена од бункер. Значи 2 години, еве, не е излезена од бункер да одговори на прашања кои што треба да ги одговори. Добре, еве можеби ќе добијат мотивација вечерва, па ќе Не ве поканат да добиваат никакви дојдете, мотивации, да тоа. можете да ги поставите своите прашања таму Не каде се што мотивираат тие од ова, се мотивираат од некои други работи. Но како и да е, реков да не говориме толку многу Не, околу повторно тоа сега да кажам. негативности. Значи, човечки е да се сгреши и без разлика кој да сгрешил во конкретниот случај, не е тоа нешто кое што би требало да го води наративот во јавноста. Ние треба да се занимаваме со тоа да се работи за да се остваруваат целите кои што ги имаме. Јас многу ќе бев стрикна искрено кога дојдов на ова место сега во градот Скопје, да има поставено од мојот претходник стотина проекти на кои што може да се работи, да излегувам и нормално да ги промовирам, меѓутоа за жал немаше. И се додека не се направат, еве пуштивме да се изработат, се изработија 20 на проекти, сега истите се тендерираат и наскоро ќе можеме да излегуваме и да покажеме што е она кое што сме можеле да го направиме, меѓутоа многу ми е жал што некој 4 години не оставил значаен проект позади себе. Да не ги набројувам, јас напамет ги знам, можам да набројам 100 проекти кои што биле ветени од мојот претходник, меѓутоа не биле реализирани, ниту еден не бил реализиран. Дури ова што е во Асном, на Асном што се гради, тоа не е негов проект. Тоа е проект кој што е оставен од неговиот претходник. И мене ми е многу жал што јас не дојдов на готови проекти да можам нешто да наследам од својот претходник за да можам да излезам и да се пофалам, еве видете тука правам не знам мост. Значи тоа е можам да кажам една небулозна ситуација. И се работи во градот. Еве сработевме голем број на проекти, наскоро ќе излеземе, ќе почнеме да ги промовираме сето она кое што било ставено во програмата, сето она кое што е побарано од општините кои што се во градот Скопје за меѓуопштинска соработка заедно да го направиме, да го сработиме, а кои што го бараат граѓаните и од овие скопски градоначалници, меѓутоа и од градот Скопје како таков, за да може да помогне за реализација на овие проекти. И истото ќе биде видливо. Меѓутоа за 5 месеци од кога сме ние тука во градот Скопје и со овие проекти кои што се оставени, а се оставени проекти во кои што сметката е правена дома, а кога отишле на пазар виделе дека не одговара со она кое што си го планирале. Значи земале, правеле проект кој што бил оставен од претходниот градоначалник, за сега овој градоначалник да го реализира, меѓутоа едновремено ниту една експроприација да не заврши. Како е можно ние да завршиме од почеток до крај 81 експроприација за скоро 4 месеци, а некој тоа не можел да го направи за 4 години. Ни половина од тоа не можел да го направи за 4 години. И да исчисти 80, 90, 100 депонии и да Не, сега воведе- не е само за 100 депонии, сега се фаќаат не биле, не знам, 155, биле 154. Ама претходно биле Факт е дека нула. ниту една претходно депонија Претходно не била имаше чистена. позитивен прираст на депонии, сега немаме депонии. Имало затоа што тоа било лукративно. Затоа што луѓе заработувале многу и профитирале многу од тоа што го загрозувале здравјето на граѓаните. Некој земал пари за да му биде ние правевме, дозволено, да. за да му биде дозволено на тоа место да Имавме фрла една отпад. репортажа која што од токму оној парк што требаше да биде рајски парк во аеродром, таму имаше еден локален шериф. Мисли дека е локален шериф на кој што му беше дозволено да истура градежен шут таму и за тоа да наплаќа по 20, 30, 50 евра по камион. Ја направивме таа репортажа, тоа не прекина никому ништо, си продолжија така и си правеа бизнис од тоа. И сега знаете, денес како таму- дојдат 100 камиони, тоа се 2000 евра. Таму профитерството не е само во тоа што некому се дозволило да фрла отпад. Профитерството е во тоа што некој после тоа да го ослободи тоа место повторно за да се прави отпад, го пали, се префрла 2 недели на друга депонија која што ја креира, за откако оваа ќе изгори ќе се ослободи да се врати назад и повторно да фрла отпад. И тоа не труе. И тоа правеше да имаме од таму октомври месец па се до март-април месец постојано Да. едно од, можам да кажам, најголемите загадувања во Европа и во светот. Ние бевме во топ 10
градови и држави постојано на онаа листа на загадени во светот. Сега повеќе не сме. А при тоа внимавајте, немаме таа среќа да имаме ветровита година, па како што се случи претходната година, ветер да има постојано и да можеме да кажеме, ете видете, ја намаливме загаденоста. Со што ја намаливте загаденоста? Што направивте вие да намалите загаденоста? Кои чекори ги превземавте за да намалите загаденоста? Сега се исчистени над 230 диви депонии. Една по една ги документираме, се фотографираат, се прават фотографии пред, се прават фотографии потоа, се преземаат активности за да може сето она кое што сме го ветеле да го реализираме. И прво, пред се, за себе, за своите деца, за своите родители, за сите свои најблиски, треба да сакаме да живееме во почест град. А не да гледаме како да овозможиме некому за 50 или за 100 евра да фрла ѓубре кој после тоа ќе го гори и ќе не труе сите. Повторно, ќе се вратам на меѓународната соработка. Во Турција, како што кажавте, освен овие возила, електричните автобуси, противпожарното возило, какви беа другите билатерални релации? Што договаравте? Што можеме да очекуваме? Ќе аплицирате ли некое позитивно искуство таму во Скопје и кое би било тоа? Да, апсолутно имавме можност да посетиме исто така и една навистина, можам да кажам, квалитетно искуство беше она кое што го видовме таму на споделување на добри практики, нивната депонија, која што има софистициран систем на рециклирање, на реупотреба, меѓутоа исто така и самата депонија практично креира биогаз. Она кое што таму го имаат направено, кое што го имаат спроведено е, можам да речам, едно од подобрите решенија до сега кое што го имаме видено за имплементација, поддржано исто така од Европската унија, меѓутоа во многу поголема мера од она кое што ние сега во овој момент ќе го спроведуваме во градот Скопје. Таму поддршката од Европската унија за подлогата и за основата за базата практично да се отпочне со овој проект било околу 20 милиони евра. И е нешто кое што сметам дека навистина ќе помогне во тоа да го пресликаме ова искуство, можеби во некој помал обем тука кај нас во градот Скопје, за да можеме да овозможиме да се направи нешто можеби слично што ќе заштити природата, а едновремено кое што ќе постигне да се реупотреби оној отпад кој што е можно да се рециклира и да се употреби. Како што знам, градот Скопје е во процедура за поставување на компостер во некој од паркови за Ренило, ако не се лажам. Таа компостара е планирано да се воспостави во соработка со Мама Аргана, која што е практично организацијата која е посветена на оваа компостара да биде поставена во градот Скопје. Се работи за компостара од поголем обем, која што ќе има можности да генерира практично и ѓубриво за употребата на паркови зеленило. Од друга страна, исто така и советниците во градот Скопје од Зелен хуман град се оние кои што дадоа еден навистина добар предлог кој што беше имплементиран во буџетот на градот Скопје за оваа година, а тоа е да се работи на помали компостари кои што ќе бидат од прилика планирано е во следниот период во секоја една скопска општина да има по една. Сега работиме на случајот на набавување на една од овие помали компостари. Едновремено ќе имаме една голема и една помала кои што ќе бидат поставени годинава, а понатаму со одредена динамика ќе се посветиме секоја скопска општина да си добие своја, која што е добар начин едно самите граѓани да се научат како на кој начин да рециклираат, да знаат дека имаат исто така место каде да го депонираат овој отпад кој што е од органско потекло, од истото да произлезе нешто добро и за градот и за граѓаните, а од друга страна пак и да се намали од прилика околу 40% оној отпад кој што сега во овој момент се фрла од страна на граѓаните. Околу меѓународната соработка се задржам уште малку тука, каква е вашата соработка со меѓународните организации во Скопје, например, не знам, странски амбасади, фондови на Европска унија, имате ли соработка со нив? Да, како во Македонија е помодарство да се пофалиш дека имаш добра соработка со стратешките партнери. Добре, јас сметам дека ние немаме потреба да се фалиме со нешто кое што навистина сметам дека во континуитет се одвивало и јас и од претходната своја позиција, меѓутоа исто така воедно и сега продолжувам во континуитет со овие навистина квалитетни релации кои што ги имаме и верувам дека нивната поддршка ќе допринесе значително да се подобри состојбата не само во градот Скопје, туку и во Македонија воопшто. Работиме од аспект на тоа да обезбедиме донаторска поддршка секаде онаму каде што е тоа возможно
И еве до сега, како што можете и самите да видите, имаме неколку големи, квалитетни проекти кои што се во фаза на реализација или пак кои што ќе почнат да се реализираат со нивна помош и поддршка, и затоа сме благодарни за тоа што сметам дека како земја која што е во развој, без да ги имаме прво не само нивната поддршка, туку и овие најдобри практики кои што веќе во тие развиени земји се користат, можеби поспоро би било темпото со кое што би напредувале. Би предложил тука да го пресечеме овој сегмент на емисијата со една анкета со граѓаните која што направивме на тема дали во градот Скопје има доволно паркинг места, а потоа ќе продолжиме со разговорот токму по анкетата. Во меѓувреме ги охрабрувам гледачите да поставуваат прашања за градоначелничка Тарасовска. Во живо ќе ги поставиме истите прашања во живо и ќе добиете одговорот од господја Тарасовска. Може да оди анкетата. Има ли доволно паркинг места во Скопје? Не. Колку време вас ви треба за да најдете паркинг? Јас имам гаража, не сум рекол за тоа. Не бе, ние повеќе сме со точаци, Али ама нема доволно места. катастрофа е. Многу згради, а нема паркинг места. Уште да не им даваат градата, више претерано има згради. Едноставно решение на постоечките паркинг места да направат монтажни паркинг места метал. Мислам дека тоа е. Има, да. А зошто граѓаните ве се жалат дека нема доволно паркинг? Дел од нив велат дека по половина час бараат само паркинг место. Затоа што многу коли се возат. Треба помалку да се возат коли, како јас со точак, наречеме, тогаш ќе има доволно паркинг места. Моето гледање на работите малку европски, да се тргнеме од колите, да се свртиме кон пешачење, јавен превоз, возење точак. Така ќе нема проблем. Решението, например, да биде поголеми давачки за секое друго, трето возило. Да. Да. Еве, ја баш го обновував договорот за паркирање во центар во Дебармајло и тој кошта годишно 100 денари. Значи тоа е гратис. Исто и за втор, ја имам едно возило, немам три возила. Меѓутоа дозволено и второ и трето возило. Сигурно плаќаат уште 300 денари плюс или не знам колку е тоа, али сепак е малце. Значи треба, јас имам живеено и студирано во Виена. Значи таму да имаш возило е луксус, нема каде да го паркираш. Значи градот тоа така го регулирал за да нема паркинг и за да луѓето не се одлучуваат да купуваат возило, а не да купуваат како дека по едно, па за детето уште едно, па за жената уште едно, три возила, па нормално дека нема паркинг, кој може да обезбеди толку паркинг? Тоа е мојот став. Кој може да си го дозволи тоа да остане 2 сата, 3 сата, нели? А има. Сега овде нели се гради нешто, тука ќе го снема едни од големиот паркинг. После ќе биде малце по сега Сабајле сакав да доручкувам у Национал. Првиот паркинг фул, вториот паркинг фул. Тек третиот паркинг горе на последен спрат имаше 2 места слободни, толку. Колку време во просек ви треба за да најдете паркинг место? Колку? Па вака у шпицот може и саат време. Некогаш, кој прошлата недела. По западно да речам, секоја зграда си има подземно паркинзи. Така да ја немаш зашто да му земам на некој човек што дошол од периферија или како и да е, да му го земам паркингот надвор на улица или негде. И нема зашто да ми го наплаќа некој мене мојот паркинг, да речеме, еве сега што ги имаат меѓу зградите паркинзите, наплаќа. Како да тоа може да биде? Значи, вие сте купиле стан, значи вас ви следува еден паркинг за една кола, нели? А не да ви наплаќам ја вас. Гаражите и тука во центар и низ цело Скопје се користат, ги изнемуваат луѓе на други лица. Говорам станарите. Ако е тој ваш паркинг, тоа ви може да си... Да, ама има и возило, и онда го паркира надвор. Тоа е... Добро, ама еве, дали е тоа култура на живење, што ли е? Култура на живење не мање више. Меѓутоа, секој гледа некако... Ова е Македонија, значи, луѓето немаат пари. Сега, кој што има, кој што нема, се бори за опстанок и нормално. Ако ми рече господја, еве ти 100 евра месечно, дај ми во паркингот. За 90. Има ли доволно паркинг места во Скопје? Не, нема. Вас колку време ви е потребно за да најдете паркинг? Ние имаме платен паркинг, така да брзо наоѓам, иначе ако немаш платено, тешко се наоѓа. А добро, кај го гледаш проблемот? Зошто? Како Многу возила,
многу возила, многу малце паркинг места и така. Скопје е пренаселен град. Правиме. Дали сте задоволни од бројот на паркинг места во Скопје? Па треба повеќе, мислам дека. Да, треба и катни гаражи повеќе да се изградат. По секој стан би требало по едно паркинг место да има. Најмалку. Да. Добро, вака колку време отприлика ви треба за да најдете паркинг место во просек? Па треба малце време, значи не е баш... До 15 треба Да, тука значи едно 15 до 20 минути чекавме, до најдовме место, ама добре. Според вас, вака, кој е највиновен за тој метеж што се создава, за тоа што нема доволно паркинг места? Па што знам сега, можда е до многу коли има, или што прават овие згради во едно друго, треба и паркинги да има. Секоја зграда да има паркинги, значи треба тоа. Ви од која населба сте? Ние сме од Сарај, таму едно село, да. Да, тамо добар е, има простор за паркинг. Просто колку сакаш, да, има таму, ама у град малце гужва, значи дур да најдеш место, ти треба време. Тоа е. Ви благодарам многу, имајте убав ден. Хвала. Дали сте задоволни од паркингот во Скопје? Дали има доволно паркинг? Ја многу старо возам, момче, али кога возам, да ти кажам, гледам кај има паркинг, да си платам и да си паркирам. Прво, кој ќе тргнам, размислувам паркинг кај има. Добро, зошто, која е причината за оваа гужва која што се случува по паркинзите? Тоа многу коли, момче. Јас сум бил неколку пати, еднородни ми чекав од Битола на влез у Скопје од Сабајле е хаос. Хаос, тоа се слива, цела пола Македонија се слива. Или со малце паркинзи, или со ете ја кај што живеам, на аеродром нема паркинг. Да, нема навистина чудна работа, правиш толкава зграда, а не возможуваш паркинг за... А тамо не е сезонско и ја на аеродром не можам да паркирам нигде. Знаат дека тамо не се плаќа паркингот и од други места си паркираат и кој ќе излезам со кола, паркирање, момче, вртам кругови. Добро, решение можеби овие да се задолжат кои што градат, кои што инвестираат, да мора да продаваат. Да. Али тие да се задолжат, он ми ја продава гаражата, сега не знам колку е. Ми кажат 7-8 илјади. Да, од 5000 евра па нагоре. 5000 не наоѓаш, да знаеш. Сум барал, сум пробуричкал да најдам, не вика сега 7. И така, момче. И како што може да видите и од реакциите на граѓаните, Скопје нема доволно паркинг места. Се согласувате со нив? Да, се согласувам. И каков е планот на градот Скопје? Како многу е тешко кога долги години, како не и децении, се градело неплански. Инфраструктурата кај нас во градот Скопје не е подготвена за она кое што се правело и едновремено не се барале никакви предуслови за да може да се реализира она кое што се случувало во изминатиот период. Тоа е практично она градежна експанзија кога се градело каде ќе се стигне во форма во која што ќе се стигне без да биде истото плански направено и планирано, а воедно тука е вклучено и тој овој дел токму кој што го коментира граѓаните, а тоа е да бидат испланирани и паркинг местата. Она кое што од комуникацијата со граѓаните многу често го слушаме едновремено дека во дел од населените места, особено онаму каде што има пониски стамбени куќи или мали стамбени згради, вообичаено не ги користат самите граѓани паркинг местата кои што ги има, дали поради тоа што не биле добро направени плански или пак можеби ради тоа што едноставно менталитетот кај нас е таков, нели не влегуваат во дворовите да се паркираат и така натаму. Меѓутоа исто така останува и аргументот дека особено во централното градско подрачје во голем дел од зградите паркинг местата не се прилагодени за ова кое што се случува сега. Иако порано, ова пред 3-40 години било доволно да имате по едно паркинг место, сега веќе секој едно домаќинство има по повеќе од едно возило, што автоматски предизвикува проблем во делот на паркирањето. Тоа е од оние бројки што ги имаме како просек кои што произлегуваат. Верувам дека треба да се фокусираме на решенија. Тоа е, мислам, дека она кое што е сега во овој момент клучно и значајно, тоа е да се обидеме онаму каде што има таква можност. Тоа го слушнавме и сега пред малку од самите граѓани. Имаше, мислам дека еден од, можеби меѓу првите овие анкетирани граѓани кои што коментираа да се направат монтажни паркиралишта. Тоа е нешто кое што е поедноставно, кое што може основната функција да задоволи за да можат граѓаните таму да се паркираат, а едновремено е нешто кое што понатаму доколку има потреба може и да се дислоцира
Тоа го имаме на неколку локации низ градот Скопје и сметам дека истото ќе продолжиме и како пракса да го реализираме, особено наму каде што самиот простор тоа го дозволува. Во втората фаза би требало да се размислува исто така и за катни гаражи кои што би биле од нешто поголем обем и некако на кое што досега го гледавме, ќе земе некој ќе отпочне со катна гаража, па одеднаш тој ќе се претвори во шопинг центар или во деловни простории, значи доколку се прави катна гаража, таа се прави за да се излезе во пресред на барањата на граѓаните за да се зголеми бројот на местата кои што треба да им се обезбедат на тие лица кои што живеат таму во тој район или пак во централното градско подречје каде што гравитираат најголемиот дел од граѓаните кога треба да завршат некоја работа, кога треба да одат во клиничкиот центар или пак можеби кога едноставно сакаат да прошетаат низ самиот центар низ градот, мора да имаат место и начин како да биде решено прашањето што се однесува до паркингот. Тоа повторно не е нешто кое што може да се направи преку ноќ. Ние отпочнавме со планирање и што е она кое што треба да го направиме во следниот период. Дел тоа се овие монтажни паркиражишта кои што ги напоменавме. При тоа грижејќи се да бидат запазени сите стандарди, тоа значи да има доволно места паркинг не само за населението тука и за лицата кои што се со попреченост или со некаков вид на хендикеп или инвалидност, за да може да бидат запазени и европските, меѓутоа и светските стандарди и да обезбедиме, може би и видовте и самите дури на барање на граѓаните во дел од скопските општини и се воведува зонско паркирање затоа што тие сметаат дека на тој начин практично ќе се оневозможи злоупотребата. Сега читам еден од коментарите кој што е точно ја констатира еден од проблемите со недостигот на паркинг места, тоа е државните институции немаат каде да се паркираат. Вработените се паркираат по паркинзите кои што се наменети за стамбените згради или за луѓето кои што живеат во околината. Токму тоа е едно од проблемите и можеби сте приметили во голем дел од овие новоизградени згради кои што ги има низ центарот на градот, особено во оние кои што ги напоменавте, кои што се на државните институции, онаму каде што има подземен паркинг, најчесто не се користи или тоа што нема навика за користење на такви паркинзи и верувам дека тоа е можеби еден од начините како да се релаксира таа гужва која што имаме во централното градско подрачје, меѓутоа сепак тоа нема да ги задоволи потребите кои што ги имаме во овој момент, затоа треба малку да се размислува на едно целоисходно решение. Тоа би било едно да се дополнат бројот на паркинг места, второ да се стимулира нормално алтернативниот начин на како да се движат граѓаните без разлика тоа дали е со велосипед или пак можеби да се движат пешки, меѓутоа за да се биде тоа исполнето, треба претходно да бидат исполнети и одредени предуслови, значи треба да има непрекинати велосипедски патеки секаде. Сега во овој момент само во централното градско подрачје ги имате. Голем дел од населените места се и неповрзани со велосипедски патеки. Опасно е да се движат граѓаните и да тргнат од една до друга точка да дојдат до тука. Ева практично од Бутел да тргне било кој граѓанин да сака да дојде до центарот на градот, тој ќе се соочи навистина со проблеми затоа што нема непрекинати велосипедски патеки, никаде воопшто и ги нема. Споменавте дека треба едно поцелисходно решение. Сте размислували на системско решение, еве како градот Скопје да биде иницијатор да се воведе една пракса или на некое законско решение, можеби како ЗЕЛС, да побарате да се донесе законско решение со кое што ќе се оневозможи за оние инвеститори кои што градат згради без соодветен број на паркинг места да не може на пример не знам да си го запишат имотот во катастар. Добро, тоа е една рестриктивна мерка, можеби, ама мора да имаме некаков ред, таков ред имало. Знаете како и сегашните правила практично имаат стандарди кои што се почитуваат од овој аспект, значи мора да се предвиди ако не може да добие дозвола за градење, иако ние како град Скопје немаме такви ингеренции, тоа е на скопските општини, значи тие се оние кои што имаат такви можности и да дадат градежни дозволи, меѓутоа и да бидат еден вид на бариера за да не се дозволи да се случува тоа. Сепак проблемот кој што го имаме затекнат тоа е премногу голем за да може да се реши со овие идни чекори. Ние треба да најдеме решение како да се санира она кое што било досега предизвикано. Да, ова е акутен проблем кој треба сега да се реши за новите градови во секој случај доколку стандардите се почитуваат, секако верувам дека ќе се овозможи да се има повеќе паркинг места во склоп на овие објекти кои што се градат, иако лично сметам дека градот Скопје веќе е преизграден. Значи сметам дека нема повеќе место каде да се гради и треба да биде фокусирано доколку има навистина таква потреба, ширењето да градот да биде некаде кон периферијата и онаму каде што постојат такви можности. Но веќе има донесени детални урбанистички планови од претходните градоначалници
кои што сега мора да се испочитуваат. Мислам, тоа е законска обврска на секој градоначалник. Донесени дупови со активни маркици дозволи за градба, тие мора да се испочитуваат, а се донесени од претходните градоначалници. И пак да повторам, каде биле реакциите до сега? Значи, навистина сега градот Скопје не може да се изолира од истова, затоа што ние немаме дупови кои што градот Скопје не носи. Деталните урбанистички планови се нормално во делот на она кое што го носи секоја од скопските општини и воопшто сите единици на локална самоуправа носат своји детални урбанистички планови. Градот Скопје такви ингеренции нема, под наша надлежност е само оној генерален урбанистички план кој што се носи еднаш на 10 години и сега во овој момент, иако овој процес е нешто кое што требало да биде отпочнато пред повеќе од 2 години, за да можеме сега веќе да имаме финално решение, ние дури сега, а можеби и е добро зашто не го сработиле, затоа што ќе имаме можност сите оние работи кои што биле детектирани како недоследности, како нешто кое што им смета на граѓаните, имало проблеми, значи уцртувани улици, булевари на места каде што невозможно е при оваа изграденост на градот истите да се реализираат и така натаму. Сега тие грешки верувам дека со овој генерален урбанистички план ќе може да се реализираат. Меѓутоа она кое што го спомнавте вие за деталните урбанистички планови, тоа е под исклучива надлежност на самите општини и јас навистина не знам што е она кое што може да се превземе во овој момент. Верувам, можеби не знам дали има некакви инстанции кои што можат нешто да повлијаат на тоа истото да се превенира, иако знаете веќе кога има некој право на сопственост и така натаму. Затоа што ги спомнав претходните градоначалници од проста причина што денес и уште една имаше вест која што не искоментиравте, мислам не сте вие засегнати директно, но мора да стане јасно дека ова што денес се случува е последица на оно што се работело пред изборите. Пред промената на градоначалниците. Конкретно ќе кажам за текстот кој што беше објавен во дел од медиумите, а во врска со наводна бетонизација на Влае, во општина Карпош. Тоа е детален урбанистички план кој што е донесен во времето на Стефан Богоев. Богоев мислам дека се презиваш. И сега имаме една небулозна ситуација кога медиумот кој што се сака да се презентира себе си како сериозен медиум, тој што го има напишано, го има објавено текстот, не анализира дека тој план е донесен предходно од претходниот градоначалник и не постои можност тој детален урбанистички план да биде поништен, затоа што тоа се врши тоа е незаконски. Истата оваа ситуација мислам дека токму го констатиравте убаво каде биле реакциите тогаш и зошто тогаш не достасувале, а сега гледаме многу гласни новинари кои што одеднаш или медиуми кои што одеднаш се разбуди и почнуваат да морализираат. Знаете како многу е имаше една ситуација сега за конкретната вест, не знам зашто конкретно зборуваме, меѓутоа во секој еден случај доколку е нешто донесено како такво, и самите веќе знаете дека доколку е постапката целосно завршена, многу е проблематично и тежок е начинот како да се најде истото, да се врати во претходна или првобитна состојба. Сега не знам конкретно за што се работи, меѓутоа верувам дека граѓаните успеа да видат и од претходно дека имаше некакви мораториуми кои што беа поставувани, а кои што понатаму паѓаа на уставен суд. Тоа е само доказ дека кога некој нешто веќе ќе погреши, треба да се бара одговорноста во оно кое што се направило и зошто и како на кој начин е направено. А не да се става пред тестот на оние кои што сега веќе се дојдени да бараат начин како да излезат од оно веќе кое што е реализирано, затоа што невозможно е времето да го вратите назад. И самите видовме дека и тие обиди кои што беа презентирани за некаков мораториум, понатаму излегува само дека се некаква фарса за јавноста, па ете ги сега истите тие работи, истите тие детални планови, истите тие луѓе кои што тогаш се превенираа нешто да превземат и да направат, нормално си живеат и си работат токму онака како што тоа било и претходно. И е човек малку да се замисли од која причина биле правени овие работи, дали исто така поради тоа што имало некаква лукративна позадина да се стопираат во на кое што го планираат, дали имало некакви други причини зошто се блокирале, затоа што ако и вие самите сте свесни дека носите решение кое што е спротивно на сето она кое што позитивната законска регулатива кај нас вели дека не може да го правите, зошто би го правеле? Кога знаете однапред кој е исходот, тоа е исто како да играте, не знам, на утакмици да знаете однапред дека ќе загубите, зошто се надпреварувате тогаш?
Значи во овој случај треба да се размислува малку повеќе за еднината, а не толку многу за минатото. Иако јас стално кажувам и потенцирам дека доколку веќе треба да се открива што се правело во минатото, тоа треба да се базира на факти и на аргументи. И да не зборуваме за принтери, а претходно 4 години никогаш не сме зборувале за принтери и никогаш никој не знаел дали во кое време имало принтер, немало принтер, бил изваден, бил донесен, дошла една компанија, дошла друга компанија. Значи, многу небулози гледаме во јавност и многу работи кои што не се тема за граѓаните. Како тоа ги засега граѓаните и колку тоа ќе им помогне доколку вие пласирате лажна вест за принтери во јавност. Апсолутно. Сакам, не знам дали сакате да коментирате малку политика и политички збинувања околу вас. Јас сега ќе ги искоментирам, а вие не мора да ги коментирате ако не мислите дека нема потреба. Добро, вие и самите знаете дека јас политичар не сум, тоа го кажав и ниту оваа работа сега во овој момент ја работам инволвирајќи било каква политика. Нормално е дека кога човек е нападнат во некој случај дека неопходно е да се одбрани. Баш заради тоа мене ми е вака, бидејќи вие не инволвирате политика во има некои политичари кои што минатата недела имаше такви изјави од советници, од председавач на совет кој што вели ве поучуваше како треба се дистанцирал тој од програмите и од действувањето на ступидно ми е мене советник или председавач на совет да се дистанцира од програма која што ја избрале граѓаните на непосредни избори. Мене ми е тоа небулозно. Не може, мислам, ако се дистанцираш од таа програма која што победила, тогаш зашто си ти советник и зашто си ти председавач? Ако си за лични интереси, onda ќе разберам дека можеш да се дистанцираш, ама ако сакаш или се декларираш дека сакаш да работиш во корист на граѓаните, тогаш би требало да ја прифатиш таа програма, наместо да се дистанцираш од таа. И тоа мислам дека она кое што се случуваше во изминатите неколку недели во јавноста, повеќе во насока на тоа да што е можно повеќе поларизира јавноста и да креира недоразбирања, особено во она кое што го имаме во градот Скопје и во дискурсот кој што го водиме практично за да се донесат некои политики за доброто на граѓаните. И самите видовме, јас мислам бев прашана на повеќе наврати од дел од медиумите, имаше и за тоа истото и објави по самите медиуми за дали сметам дека во Советот, не знам, се поддржуваат или не се поддржуваат политиките кои што програмата за модерно Скопје ги има и едноставно единствената работа која што можам да ја кажам е дека низ тоа што сите оние работи кои што ги ставаме пред Советот за да се изгласаат, се гледа поддршката дека тие политики се оние политики кои што граѓаните на Скопје пред се ги избрале на овие избори. А воедно и овие советници кои што се во градот Скопје, сите советници кои што се во градот Скопје, исто така се одбрани од страна на граѓаните за да ги промовираат и да ги застапуваат овие мерки и овие политики. И јас сметам дека не треба јавноста ниту да се поларизира, ниту да се замајува, ниту пак да се обидува да се манипулира од страна на било кого, за тоа дека постои, не знам, некаква нетрпеливост во Советот. Во нетрпеливост во Советот не постои. Во Советот постои само политика, а јас верувам дека политичарите мора да ги играат овие игри за да бидат можеби допадливи или можеби прифатени од страна на граѓаните. Јас политичар не сум, нема да ми замерат граѓаните. Ќе гледаме да се фокусираме во следниве 3,5-4 години колку што имаме на тоа да ги реализираме токму сите работи кои што ги направивме за да не останеме кој градоначалникот што се замина со 5% реализирана програма, најголемиот дел работи реализирани од неговиот предходник. Ние ќе се фокусираме на тоа, оние работи за кои што граѓаните не избрале, да бидат реализирани токму онака како што им биле ветени, ниту повеќе, ниту помалку, дури можеби нешто повеќе до душа. Така да сакам нешто повеќе ќе морате сакам да се направи сите она кое што е ветено и кое што треба да се направи за граѓаните да видат и квантитативна и квалитативна разлика. И верувам дека за тоа го направи овој избор и за тоа посакаа да дојдат промени во градот Скопје и во Македонија воопшто. Да, затоа и ми беше, ви реков, не мора да коментирате, ама мене ми е глупаво, нели, човек кој што е избран да спроведува програма да се дистанцира од програмата. Океј, нема врска, тоа си е, како што кажавте, секој си е полнолетен, знае да си процени што кажува, па дури дали ќе му влијае на политичката кариера или не. Прашање од граѓани, прво прашање е ова кој што последно пристигна. На Бит пазар има пешачки мост, не се користи, сите претрошуваат од долу, полиција нема. Коментар? Не сте надлежни вие курс?
знаете како, на бит пазар, доколку мислат оној кој што е непосредно пред самиот пазар, Да. тоа е нешто кое што било решение во тој момент и верувам дека треба малку да се работи и на свесноста на граѓаните, меѓутоа и самото тоа решение, знаете како проблематично е затоа што самото искачување, симнување не е прилагодено за сите граѓани. Значи не треба секое решение кое што се прави да биде достапно и пристапно за секој. Ете, да кажеме, лицата кои што се со попреченост или со некаков телесен инвалидитет немаат можност да се искачат по тој мост. Како тие би ја преминале улицата во тој случај, доколку ете тој мост таму е единственото решение. Значи, имаме некои решенија кои што биле носени само колку да се каже. Не било сметано на нивната функционалност, не било гледано на тоа дали тие ќе може да бидат употребени или дали ќе имаат својата вредност за сите граѓани, тоа е она кое што треба сега во иднина да го елиминираме. Треба да се направи за сите граѓани да има можности да го користат она кое што се реализира во нивен интерес. Верувам дека решението кое што се предвидува таму, особено пост бит пазар кај Цветан Димов, е нешто кое што ќе биде во интерес на граѓаните и навистина многу го бара за да се разрешат проблемите кои се имаат на оваа сообраќајница, меѓутоа и бројните сообраќајни решенија кои што ќе се прават во градот Скопје ќе бидат добро планирани и ќе овозможуваат сите граѓани да можат подеднакво да ги користат она кое што ќе биде направено, изградено и реализирано. Има едно прашање кое што е интересно, а тоа е цените на пелетите за грејење. За ова зимо имаат високи цени, дали градот Скопје планира да субвенционира? Да сум наискрено, до овој момент немало таков план што се однесува до пелетите. Единствено нешто кое што градот Скопје го имаше имплементирано во програмата до сегашна беше субвенционирање на инвертер климата и тоа е јавен повек, да, јавниот повек следи. Верувам дека доколку има таков интерес истакнат од граѓаните и доколку тие истакнат дека тоа би им било нешто кое што ќе придонесе до тоа да подобри и поквалитетно нели во следниот период практично го поминат зимото. А доколку се работи повторно на поеколошки начин на кој што тие би можеле да се снабдат со енергенци или со нешто со кое што ќе се загреваат, верувам дека ќе се изанализира и дека возможно е нели нормално и самата програма да претрпи известни измени доколку е во нивен интерес. Има едно прашање кое што до сега зборувавме дека се чистени 200 и нешто депонии. Има едно прашање зашто не се чистат депонии, диви депонии кои што се надарачиново на патот кон Куманово. Мислам дека тоа не е територија на градот Скопје. Тоа градот не е во градот Скопје, таму имаат своји градоначалници и знаете како и чистењето на дивите депонии не е исклучува надлежност на градот Скопје. Ние тоа го правиме затоа што искрено сакам да живееме во поубав град и сакам да живееме во град во кој што нема секоја година по илјадници луѓе да не умираат од тешки болести, без разлика дали се тие респираторни, без разлика дали е канцер или нешто на кое што ова загадување може да влие за да практично го наруши здравјето кај луѓето. Тоа не е исклучиво наша надлежност. Значи тука вие имате надлежност од страна на Министерството за животна средина. Треба да имате инспектори, мислам се работи за влада, се работи за министерства, се работи за неограничени ресурси кои што ги имаат во споредба со градот Скопје, каде што можат да излезат на терен и можат да влијаат, можат да казнуваат, можат да ги изнаоѓаат овие луѓе. Во секој случај имаат повеќе ресурси. Понатаму и самите скопски општини се оние кои што исто така во едно дел од нив активно многу помага во она кое што го правевме, меѓутоа и покрај тоа што повторно напоменувам, не е ова исклучиво наша надлежност, ние го направивме затоа што сакаме да живееме во поубав, во почист град. А особено во град во кој што едноставно во оние месеци кога било традиционално дека имало висок степен на загадување, сега повторно тоа нема да биде така. Сте размислувале ли за поставување на подземни контейнери во центарот на градот или во барем на главните сообраќајници во градот, затоа што има ситуации каде што гледаме преполни контейнери, смет околу контейнерите, има и реакции токму од гледачи, од граѓани во моментот. Сте размислувале тоа да биде еден проект, една иницијатива на градот Скопје? Да, ќе се имплементира, значи нормално е дека сето она кое што било направено досега треба да се ревидира согласно потребите на граѓаните. Ние во изминатиот период и детектиравме на голем број на места каде што претходно, да кажеме, немало деловни простори, каде што претходно немало известен број на стамбени или деловни единици, сега со ова кое што се случувало во изминатите години, истото тоа се променило и неопходно е да се ревидира она што го имаме како плани микролокации што се однесува до контейнерите низ градот, со соработка со комунална хигиена и со директорот на комуналното предпријатие. Работиме на тоа да направиме еден поквалитетен систем, особено во делот на
јавната чистота и верувам дека истото ќе можеме да го покажеме како некоја подобра практика да се имплементира до крајот на годината. Размислуваме на повеќе решенија, едно од тие решенија е и полуподземните контейнери кои што се екстремно популарни, кои што имавме можности сега на ова патување да ги видиме како добра практика, меѓутоа и она кое што треба да се воведе во градот Скопје, треба малку повеќе да се работи на тоа кај граѓаните да се подигне свесноста за истото е да се размислува на рециклирањето и на селектирањето на отпадот. Затоа што кај нас во Македонија и самите сте свесни сега во овој момент тоа го гледате, немаме скоро никакво селектирање на отпадот, односно немаме можност да се селектира за да може понатаму да се рециклира или исто да се прави навистина во многу мал обем. Тоа е нешто кое што би сакале да го постигнеме. Значи со овој начин ќе можеме дополнително да придонесеме за намалувањето на загадувањето во градот. Ги прочитам еден коментар на гледач, вели: после долго време се возев со автобус и многу сум задоволен, но се возев на вториот кат од автобусот и уживањето ми го расипуваше континуираното удирање на автобусот во гранки од дрвата. На некои места автобусот и се преструјуваше во левата лента да ги избегне поголемите гранки. Дали се работи нова да се среди и уживањето во возењето да биде комплетно? Да ја замолам ако може гледачката да каже со која линија на која автобус се возела. Вие како што имате можност и сигурно сте виделе, имавме една пролетна акција која што започна пред отприлика месец и половина по сите скопски општини, каде што тимовите на јавните претпријатија на градот Скопје и градот Скопје активно работат на повеќе места и тоа работат отпочнувајќи во секое населено место, тимови од комунална хигиена, од паркови и зеленила, од дрисла, од улици и патишта и работат активно на отстранување на овие работи кои што биле детектирани како проблеми. Главните булевари, колку што знам, веќе во најголемиот дел се е завршено, а доколку е приметила слушателката, односно гледачката, приметила нешто кое што се однесува нова, јас би била благодарна доколку таа алармира каде истото се случило, за да може веднаш да се реагира. Морам да истакнам дека навистина сум среќна што граѓаните активно го користат 24 часа отворен град. Таму имаме повторно, значи континуирано над 85% на реализација на оние барања кои што граѓаните ги испраќаат најглавно во делокругот на тоа да се отстранат колективните проблеми кои што граѓаните ги имат, без разлика дали се тие од комунални проблеми, од осветлувањето во градот и сите оние работи кои што ги детектирале како неопходни за да им се улесни секојдневието и ги охрабруваме повторно и преку ова емисија Наша Скопје да го користат 24@skopje.gov.mk мејлот и да можат да ги упатуваат сите своји барања, сите своји забелешки и се она кој што сметаат дека може да се подобри или да се коригира, токму таму тимовите активно работат на тоа да одговорат на секој предизвик. Прашање врска со паркинзите. Вели, мене не ми јасно зошто постои ПОЦ, зошто само општина Центар има посебна компанија, а другите општини сите се под град Скопје. Дали има план да се централизира и да се обединат сите паркинзи под град Скопје? Мислам дека тоа логистички може да донесе многу поволности. Добро, тоа е комплексно прашање. Мислам дека имало и некои обиди во минатото, меѓутоа во овој момент функционира на начинот на кој што функционира. Во секој случај, неопходно е да се има многу голем број на паркинг места и паркиралишта за да биде исплатлива практично работењето на самото јавно предпријатие. А во овој случај самите, како што можевте да видите, во централното градско подрачје лимитирано е местото каде можат да се направат паркинг места и каде може да се употребуваат истите паркинг места. Во секој случај предизвик представува и за самите граѓани кои што живеат тука, да не зборуваме за оние кои што секојдневно доаѓаат на работа и така натаму, така да треба да се работи на овој предизвик. Јас би рекла дека можеби со некои заеднички напори треба да се реагира и да се работи и се делува во насока на тоа да се излезе во пресрет сека на онаму каде што граѓаните тоа го побарале. Во последно имаше барање од граѓаните на општина Аеродром, исто така барање од граѓаните на општина Карпош да може да се регулира за да тие не се надпреваруваат кој попрво ќе стигне на паркинг местата, односно на паркиралиштата кои што ги имаат тие во својата општина. Инаку гледачката која што предмалку објаснуваше за автобусот е на линија 57 од Козле кон Бутел, линија 57, на таа линија имало гранки. Така, ви благодарам. Да. Дали се размислува за реконструкција на тротоари по кои едва може да помине еден човек? Значи збориме за тротоари кои што се многу тесни, например еден човек нормален или за мене по улица треба да зависи каде се наоѓа, на дали е тоа на магистрална улица, односно дали е на булевар или е на општинска улица. Доколку е на оние
булевари, односно на оние соборни улици каде што надлежност има градот Скопје. Во секој случај, секоја сугестија е добре дојдена. Ние работиме сега со овие нови реконструкции кои што ќе се прават на дел од сообраќајниците кои што ги отпочнуваме веќе од месецов. Ќе се работи на тоа да се санираат не само коловозите, туку и тротоарите, да се бидат прилагодени соодветно, да може да ги користат и велосипедистите, да има онаму каде што дозволува просторот, затоа што инфраструктурата во голем дел и веќе предвидена, не можеме ние да измениме, особено во централното градско подречје, каде што е навистина и преголема гужва и тие се просторните услови, са тие нема каде да се прошири. Значи се работи на тоа да се реновира што е можно најдобро и да се прилагоди за потребите на граѓаните, доколку се работи за улица која што е на надлежност на скопските општини, тогаш граѓанинот ќе мора да се обрати таму и во секој случај јас верувам дека доколку има таква потреба и тие локалните скопски градоначалници би легле во пресрет на тие барања. Дали се размислува да се забрани сообраќај во строгиот центар на Скопје? Едно време се размислуваше да се направи пешачка зона оној дел од Палома Бјанка. Има размислувања, меѓутоа она кое што го разгледуваме е да имаме решение кое што нема да предизвика дополнителни проблеми. Треба да се размислува прво да се разрешат сите оние места каде што сега во овој момент представуваат навистина голем предизвик за граѓаните од аспект на сообраќајниот метеж кој што се ствара. Се работи на она, нели, имаме капитални проекти како што се кружниците кои што треба да се реализираат во делот каде што сега во овој момент работи Лимака, тоа е на едната страна практично во општина Центар, на другата страна во општина Киселавода и тоа е нешто кое што тоа централно градско јадро делумно ќе го растерети од сообраќајниот метеж кој што го имаме во моментов, понатаму на оној дел што е кај Мавровка исто така треба да се работи на растаретување и доколку ова биде се направено, нели нормално ќе имаме веќе потенцијал да можеме да работиме на централното градско јадро и да се направи еден таков чекор кој што ќе мислам овозможи да граѓаните можат помирно да се движат и да циркулираат низ тој дел. Истата гледачка, уште едно прашање во врска со ЈСП. Зошто не може да се провери колку возење имам на Скопско преку интернет и не може да се надополни преку интернет? Тоа ваѓа прашање за ЈСП. Па еве ќе го упатам прашањето да ви го одговорат од страна на ЈСП. Верувам дека тие добро и во детали ќе знаат што и како треба да се превземе да се направи за да можете да следите. Инаку да прочитаме и некои пофалби. Браво за проектот 24 општина. Навистина сме задоволни за брзото решавање на нашите проблеми и прашања и уште една пофалба за прекрасниот проект Мостот во Сарај паркот, каде после 20 години се решава најбитниот проблем за грчевци, каде ќе биде целосно поврзан од Кеот до Сарај со овој проект. Повторно една лажна вест. Добро. Знаете како, имаше за тој мост, ова зборуваме за оној мост кој што во овој момент практично ги поврзува од Ѓорче Петров, се поврзува со самиот парк во Сарај. И тој мост практично има дел кој што поврзувањето од Кеот до онаму каде што треба самиот граѓанин да стигне, има едни скали и една стрмна рампа која што би требало да користи за лица кои што имаат одредена телесна попреченост или пак можеби и за мајки со деца и за велосипеди, која што беше по толку еден стрмен агол, кој што е практично рампата е невозможно ниту да искачиш, ниту да се спуштиш ако не си скршил нога, ќе скршиш. По истата, ние бидејќи повеќе пати самиот, не знам колку сте имале можност да следите, се движиме сега во овој момент работиме на тоа да се овозможи за граѓаните кои што го користат овој навистина прекрасен парк во Сарај да се реконструираат игралиштата таму, односно самиот спортски центар и она кое што ние можеме да го направиме, да го реконструираме, да се реши. И едно од прашањата кое што произлезе практично од тоа кое што одевме на лице место таму на терен беше и начинот како ќе можат граѓаните да минуваат низ тој мост, особено оние кои што нели сакаат да дојдат со мали деца или пак кои што можеби се само со количка. Отпочнавме со проект да се предвиди една рампа која што ќе биде пристапна, меѓутоа од фотографиите кои што излегува во јавност, од постојното решение и тоа колку е стрмна рампата, некој се обиде да ја изманипулира јавноста и да им рече видете што прават, не знаат што прават овие од градот Скопје. И тоа е можам да кажам, да има 4 години да видиме што знаат. Не само тоа, и жално е што некој не знае каква рампа имало таму 20 години.
Да, И зошто во изминативе 4 години не сторил ништо да им овозможи на скопјани да можат да ја користат, да можат да го користат мостот и да можат да преминат и да го користат и самиот парк. Го саниравте ли проблемот со велосипедската патека во Ѓорче Петров? Тоа е на прашање на гледач од претходната Да, емисија. на гледач даден е налогот, значи сега во овој момент се работи на велосипедската патека која што е на Љубенска и веднаш потаму продолжуваат со велосипедската патека која што се наоѓа на главната улица во Ѓорче Петров, која што ја кажа. Да, како локал патриоти да Па добре, и јас исто така. Да се агитираме највише за нашата општина. Мислам дека ги поминавме сите теми за минатата недела, одговоривме многу прашања. Тука би сакал да одиме емисијата, освен ако немате што да додадете. Ништо би сакала само да ги охрабрам граѓаните да сите оние кои што го имаат и со кои што се соочуваат, а кои што сметаат дека можеме да помогнеме од аспект на надлежностите кои што ги имаме и кои што би го направило нивното секојдневие да биде подобро и полесно, да се обратат на 24 часа отворен град, да пишат на адресата, тимовите се активни, значи не само на оние кои што одговараат на прашањата, на предизвиците и на забелешките, туку и тимовите кои што се на терен. Секојдневно работат, можеби успеавте да видите дека имавме обилни дождови, меѓутоа никаде немаше онакви езера како што имаше предизборно. Да, имавте ви неколку активности кои што беа објавени, реконструкции на атмосферски канализации. Така, се работи активно, не се само реконструкциите, туку и чистењето, работењето, оно кое што се работи во континуитет, а не се работи кампањски, дава резултати и верувам дека тоа е единствениот начин како да се продолжи и верувам дека треба граѓаните и малку да ги охрабрат овие служби и овие лица кои што се вработени во градот, кои што деноноќно работат на тоа да се овозможи градот да биде подобро место за живење, особено на вработените на водовод, вработените кои што работат во комуналната хигиена, вработените на паркови зеленила, кои што се грижат да имаме поубав град и кои што мислам дека толку зелени колку што тие направија од аспект на зелени површини во изминатите 4-5 месеци нема досега никој направено и им благодарам за вложениот труд и за она кое што го имаат направено за градот. И сметам дека полека работите се движат во вистинската насока и многу скоро ќе бидеме стрикни задоволни од она кое што ќе го видиме како резултати. Ви благодарам и за денешната емисија. Вас, почитувани гледачи, ви благодарам што не следевте. Ве повикувам да читате Инфомакс, да ги добивате информациите без цензура секогаш први. Седете не во среда, тешки мобите со Стефчо Екимовски, петок со Љупчо Палевски Палчо, петок е со Палчо, недела со Јанко, више ги измешав по имите и следната недела повторно со граншеничката Денел Ларсовска. Лека ноќ и довидување.